Божи благослов. Како сте луѓе? Наспани? Најадени, што е најбитно да сме најадени. Ето е најбитно. Денеска ни направи полицијата, или не знам што се случува во прва, да има некои големи протести, не знам, се е блокирано. Некои не може да дојдат денеска на служба, заради тие работи. Жал. Ама фала на Господ ни што сме тука, јади да си го прославиме нашиот Господ, да слушаме повека и да можеме потоа секој да се отидеме таму каде што мислиме да видиме. Но, додека таму стасаме, ќе треба да го прославиме Господ, како што кажам, да ги отвориме нашите уши, да слушаме денеска што Господ ни зборува. И Кире и Ромер денеска ќе слават. Или? Сакате да не слават или не? Не се заошто да не. Ако не сакате, кажи дома ќе ги симнеме од бината. Кире сака да му се виш. Слава. Окей, добро, не сум против. Окей. Ајде ќе ве повикам да станаме на своите нозе. Се надам другата недела ќе видиме во полн состав, ќе видиме сите и таа недела ќе имаме и спомен Господова вечера и ќе можеме да го ставиме и по таа недела. Но до тогаш ќе треба да почекаме цела недела, ама денеска сме фала на Господ тука, да Господ не благослови сите од најмалото бебенце, тој е најмалото, до најстариот во години, не знам кој тука најстар са во години. Најстар, не знам, може така. Немој да буниш, старим од тебе, да буниш. Така, окей. Кој е наш домаќин? Исус Христос е наш домаќин. Слава на Исус, алелуја. Со посредством Духот Свети. Амен. Ајде ќе ви читам еден текст, тоа се стихови 1, 2 стиха, колку што можам да видам, од книгата Проповедник, само 2 стиха. Многу богати, тоа се наоѓа во 8 глава, книга Проповедник, стихови 16 и 17. Тоа се последните стихови. Ако отварате, пратете ме, ако не, слушайте. Да видиме што ни говори некогаш најмудриот човек на оваа земја. Тоа е Соломон. Вели вака: кога го насочи в срцето за да ја позна мудроста, се обидов да сватам што се работи на земјата. Навистина, човекот не наоѓа спокојство ни дење, ни ноќе. Го наблюдувам целокупното Божјо дело и навистина никој не може да го долови она што се збивнува под сонцето. Зашто колку и да се труди човекот да го открие, никогаш не може да го открие. Па ни мудрецот не може да го открие тоа, иако мисли дека се знае или знае. Амин. 2 стихови, многу богат. Многу богат. Малку ќе кажам за овие стихови, кога ќе се вратам, ако не заборавам повторно на ово место. Сакам да ги поздравам сите што ќе го гледат овој видеозапис, баре овој дел кој што се вика славење, и уживајте со нас додека ние го славиме нашиот Господ. А и ние сите заедно да уживаме. Ајде го славиме нашиот Господ.
сврзува, љубовта Христова нас не сврзува. Таа измира од крстот на Христос, љубовта Христова нас не сврзува. Љубовта Христова сила ни дава, љубовта Христова сила ни дава. Таа извира од крстот на Христос, љубовта Христова сила ни дава. Љубовта Христова дава чуден мир, љубовта Христова дава чуден мир. Од срцето на Исуса тече мир, љубовта Христова дава чуден мир. Твоја сила Боже ти ни испрати, Твоја сила Боже ти ни испрати. И душите ни слабите исполни, Твоја сила Боже ти ни испрати. И душите ни слабите исполни, Твоја сила Боже ти ни испрати.
те славиме, ние те славиме, Исусе.
Лечи песну своју, ја крају пева. Најлепши си Господе, желим да славим те. Најлепши Не тука, ајде во не сме навикнати вака, ама се правиме за слава на Господ, така да му дадеме чест и слава само на Господ. Не е битно како ние пееме, како ние свириме, тука сме само с една причина соберени и секогаш се зберуваме тука само за да го славиме Господ. Без разлика кој како свири, не е тоа важно, важно е бидејќи го имаме живиот Бог во нашите срца. Амен. Може да седнеме? Само сакам да кажам јас за некои што ме пратят, дека јас прв пат свирам на Синсенер во црква за славење. Јас свирам со гитара. Така да ова е нешто ново за мене. Ал добро, слава на Бог. Бог да го благослови. Добро. Хвала на Господ, добро е. Се нека да заслужи за славата Божја. Грешките. Да одиме? Како сакаш? Оставам на тебе. Не сум алергичен повеќе на камерите, така да ако некој бега, нема да снимаш, јас... Ајде? Ајде, еве тука си. Ке кажам, тие таму ќе седат. Како што кажав, значи, секој слава и чест му припаѓа на Господа и убаво, не гледаме на грешките, колку ги направите на свиренето, него тоа го дадовме
свиревме од срце за славата на Господа. Добро ми слушате, нели? Океј. Едно нешто заборавивме да направиме на почеток. И јас се заборавив. Прочитавме, стававме, пеевме, да се помолиме. Така. Ајде да се молиме. Седете како што сте така и подржувате ме во молитва. О небески ме Оче, ти благодарам Исусе за Твојата добрина, за Твојата милост. Фала Ти Боже мој што ме собере како што квачката ги собере своите пилиња по своите книги. Каде би биле, Господе, ако не во Твојот дом? Каде би отишле, Господе? Каде би побарале прибежиште? Каде би биле најсигурни? Никаде во овој свет. Само кај Тебе, Господе, сме најсигурни и најбезбедни. Затоа, Господе, овој час, нашето срце, нашето битие во суштина сака Тебе да те прослави и бидејќи си наш домакин, ние Ти кажавме кога влеговме во оваа просторија, фала што си наш домакин и добре дојде исто така меѓу нас. Нека Господе овој час ни зборува силно преку Духот Свети. Тоа зрно кога ќе падне во нашето срце, како во добра почва, да даде плод. А те молам, Исусе, секоја наглубост, ако веќе имаме во себе, нека Господе падне, да можеме да го слушаме Духот, што сека да ни каже. Господе, ако се мачиме со неразбирањето од Твоето Слово, или кога некој ни говори, често пати се случува да кажеме не разбирам. Те молам, нека Господе тоа падне и да можеме потполно да Те разбираме, Татко, во Твоето пресвето и Татко во име. Благослови ги оние што не може да бидат тука меѓу нас. Причината Ти ја знаеш, Господе. Благослови мојата уста, нека биде само Твој алат. А да сите нам, Боже, да ни помогнеш според нашите потреби. Може би влеговме во просторија, ги зедовме со себе од дома сите наши болести, слабости, проблеми и сега, Господе, Ти ги оставаме Тебе на маса. Ти ги изложуваме и Ти велиме, еве, Господе, помогни ни. Не можеме сами. Ограничени сме во време и простор. Некои работи може да ги решиме, некои не можеме. Но, Господи, Ти кај Тебе не постои простор, не постои време, не постои не можам. И секоја слабост, секоја болест, секоја грижа, секој проблем што го имаме со себе и во нас, не е поголем од Тебе. И во тоа име Исус ќе се поклони се на небото, на земјата, по земјата. И Твојот проблем, и мојот проблем. Нека Те вечна слава се од сега и во сите векови. Амин. Алелуја. Како нешто да ми фали, како нешто да не е добро тоното, или? Добре, готово, Кире? Добре се. Ти само седи живе. Веќе темата тука ја ставив и ќе можеме да размислуваме на незино. Овие стихови што ги прочитам на вистина ми оставија впечаток од книгата Проповедник. Денеска ни фала доста прилика како што може да ги бројаме 10 до 12 души. Не се тука неколку семејства, не се тука. Ја верувам дека другата недела ќе бидат реков 10 семејства, многу се. Или? Неколку семејства, добро. Неколку семејства или па 10 до 12 души ни фала и се надевам дека другата недела ќе бидат тука и ќе можеме да имаме Господ на вечер. Па не знам. Мотирам ли модата? Од ова е. Добро, ова е вино. Добро, не се. Вие не го слушате шушкањето, слушате го гласот само. Оставете го тоа. Океј. Како што ги прочитав стиховите, Роберт, ај ќе го земам овој микрофон. Не, вез. Рековме само да направиме полго, не знам колку ќе биде сега полго. Ајде да видиме сега. Ето намали скроз. Ајде, добро.
Стиховите од книгата Проповедник станува збор за човекот кој доаѓа од неговиот татко познат, вториот цар во Израел, тоа е Давид. И неговата мајка била, ако добро го читаме писмото, била она жена која Давид си ја присвои, Исавеја, а незиниот сопруг бил Ури, кога Давид заповедал да тој застане на првите редови на бојното поле и бил убиен. И Давид направи една голема грешка и тој си го сноси, си ја сноси својата одговорност. Затоа, потом. Овде вели вака 16 стих, кога го насочи в срцето за да познам, односно да ја познам, мудроста, се обидов да ја сватам. Да сватам што се работи на земјата. Навистина, човекот не наоѓа спокојство, ни дење, ни ноќе. Човекот кој измоли од Господа мудрост, запишано во писмото во Стариот Завет, во едно ноќно видение кога Соломон се сретнал со Господа и Господ му понуди што сакаш да ти дадам. Му изложил на маса неколку работи, така речено на маса. И Соломон одбра што е многу важно, и одбра мудроста, мудрото срце. Кога би нас Господ ни понудил неколку работи, ајде не ведам 5 да биде или 10, нека биде 3. Од трите што би одбрале? Славата, богатството или мудроста? Овој свет навистина многу влечи. Соломон го имал тоа. Како предлог, сакаш ли слава? Еве, можам да ти дадам. Сакаш ли богатство? Можам и тоа ти го дадам. Или сакаш мудрост, мудро срце? И тоа можам да ти го дадам. Одлуката е на тебе. Што ти сакаш? Соломон е одбра најдоброто нешто, мудрото срце. Кога човек има мудро срце или други зборови, кога човек има Божјо срце во себе, тој ќе може се друго да достигне во својот живот. Овде Соломон се обидува да каже една работа што е многу важна. Го насочи своето срце за да познае преку мудроста, за да се обидува да свати што се работи на оваа земја. Без Господа во својот живот, човек не може да свати што се прави на оваа земја. Со Господа ќе можеме да ги видиме работите и овој свет ќе го гледаме со Божји очи. Нашиот поглед ќе биде подруг на овој свет. Може би имате видено луѓе или слушнато луѓе како говорат дека навистина сакат да го разберат животот во овој свет, но никако да дојдат до тоа. Дали ние како луѓе кои што му припаѓаме на Господа сме го разбрале овој свет? За кој свет станува збор? Имаме неколку светови. Имаме неколку димензии. Каде се наоѓаме ние? Што сакаме ние да разбереме? Сакаме ли да разбереме димензијата или светот кој што е наречен духовен свет? Или ќе сакаме да го разбереме овој свет кој што е наречен паднат свет? Многу луѓе денеска копнеат, се движаат, истражуваат. Имаме во светот различити откритија преку науката, преку историјата, преку географските работи, и многу други институции кои што откриваат. Што сакаме ние да откриваме? Што сакаме ние да знаеме? Да го знаеме светот од педа до педа, од точка до точка, што би тоа за нас би придонело? Каква корист би имале од тоа да го знаеме целиот свет до педа до точка? Па јас и не верувам дека има таков човек што ја знае целокупната, ако сега зборуваме за планетата Земја, да ја знае комплетно.
Денеска имаме, еве, ги користиме телефоните кога патуваме некаде со автомобил, користиме некој систем кој што ќе ни покаже со колата местото кај што сакаме да бидеме. Нели? Човекот, навигација, човекот толку напреде, Библијата зборува дека последните времиња знаењето ќе експлодира. Луѓето се ќе знаат. И видите до каде стасахме. Не отиде долго, само за еден век од 100 години. Цивилизацијата отиде многу напред. Да не зборуваме за 500 години назад или 1000 години. Или камено време, некој што го знае да каже. Значи, видите до каде стаса овој свет. Прашањето е, до каде стаса без Господа, што е сега најлогичното. Можеа луѓето се да испитуваат, се да откриваат, се да покажуваат со факти. Оке, нека покажуваат. Но каде тоа ги води без Господ? Кој се занимава, кој открива што Господ сака? Ако правиме анкета или тоа го сведеме на проценти, мнозинство се кои што не истражуваат за Господ. Помалку се оние што сакаат да истражуваат за Бог и оние кои што веруваат. Соломон овде објаснува, вели, навистина човек не наоѓа спокојство ни дејни ни ноќе, барајки да ја разбере целата земја, да разбере се во суштина што се случува. Ако објаснуваме што се случува меѓу луѓето, тоа ќе ни измори. Насекаде ќе видиме невкусни работи, насекаде ќе видиме некаде коцки не се поклопуваат, некаде сликата е матна, мозаикот не е комплетен, се нешто фали. Зошто е тоа така? Ние како верни го имаме Христа во нашиот живот, верата ја имаме. И неправдата меѓу луѓето нас не измачува, нели? Кога ќе чуеме некој глас, некој збор, кој што не се совпаѓа со она духот што го бара, не се совпаѓа со писмото, нели нас не мачи? Не сакаме да го слушаме? Ова светот ни го нуди. Како што е човекот, трагајки да истражи земјата, светот да го истражи, на крајот заклучокот е не најдува мир и спокој за својата душа. Каде човекот би го нашол мирот за својата душа? Сигурно не во светот. Овој свет нуди немир, неправда. Овој свет тоа го дава. Божиот мир, Божијата правда се наоѓа само во Исуса Христа. Исус рекол, дојдете кај мене, сите изморени, обременети, сите кои што имате немир во вашите души, јас ќе ви го дадам мојот одмор и вашите души ќе ги одморите. Ќе најдете мир за вашите души. Ќе најдете мир за вашите души. Навистина, овие два стиха ми оставија голем впечаток додека ги прочитав и реков, фала ти Господе, што можеме да видиме каде стоиме ние. Што можеме да видиме каде стоиме ние. Каде во проповедник? Проповедник, 8 глава, 16 и 17 стих. Всушност, последните два стиха од книга Проповедник, 8 глава. Оваа порака јас ја спремив и сакав да ја предадам на 6.4.2025 година. И тогаш не ја предадов, реков ќе оставам во една друга прилика да ова го направам. И денешната тема гласи борба со сомнежот и грижите. На ваков или онаков начин ние имаме борба самите со себе. Ние имаме борба и сме ја објавиле сами на себе. Ова паѓа сами на себе. Никој не може да ни ја вметне, никој не може да ни ја донесе од страна. Ова се зачнува во нас и ние го дозволуваме ова. Да ние имаме сомнеж или имаме грижа во нашиот живот. Ова е многу важна тема за христијаните. Некој ја каже, абе со сомнежот може ќе го решиме проблемот и
може би е полесно да се ослободиме од него, едноставно ќе веруваме цврсто и готово сомнежот ќе ни замине. Но што ќе правиме со грижите? Може ли човек да се откаже од грижите, да едноставно каже дома на сопругата, сопругот на децата или каже сам на себе каде паднало, не станало, па чекот дојде да се плати, па не ме интересира овој месец, нема да го платам, другиот дојде и сега не ме интересира, па ќе го ставиме третиот, дали треба да излезам од станот, и тоа не ме интересира. Има ли такви луѓе? Кога децата ќе бараат да јадат на маса, ќе кажат, нели, гладни сме, па да кажат родителите, ма мене не ме гајле, не ми е грижа моја, снајди се сами јади, не ми е грижа. Мислам дека само така ви фрлев од секојдневниот живот. Грижите не можеме туку така да ги, не знам, закопаме негде и ги оставиме. Зборувам без Господ. Или ако се однесуваме како луѓе кои можеме сами да ги решиме работиве. Видете, има некои работи што можеме сами да ги решиме. Имаме способност, имаме сила во себе. Господ ни даде ум и разум да креираме, да решаваме работи. Имаме квалитет во себе. Но има еден дел кој што се вика јас не можам. Тоа ти што не можеш, ќе треба да го дадеш на некој што може. А ако на тој што може мислиш се однесува, например, во семејството, во бракот меѓу маж и жена, може би еден од двајцата, мажот или жената, е подсврст или поја. И сега оне што е послабиот ќе каже, јас не можам, еве ти направи тоа. О, добро, па добро е кога можеш така да имаш подкрепа од тој што ти е дома. Но проблемот е и тој ако не може тоа да го реши, или таа ако не може да го реши, каде ќе се обратиме? Ќе бараме некој што ќе може тоа да ни го реши? Да, треба да бараме. Но вистинско е. Да, вистински треба да го најдем оној кој што на вистина ќе ни помогне. Неформално, од и нашата помош, нашата грижа не се однесува тоа дека ќе биде решена само за месец, 2 или 3. На нам ни треба помош кој што ќе биде со долги стази. Кој што ќе се влечи со времења, со години. Борба со сомнежот и грижата. Ајде ќе видиме што имаме напред. Филипјаните 4:7 се вели: И мирот Божи што надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христос Исус. Битно е да биде заштитено нашето срце и нашиот ум. Сушност, според духовната димензија, односно духовната сфера, тоа е нашето духовно срце во нашата глава. И тука се тие бранови, тука се тие напади кои што ѓаволот нон-стоп атакира, односно напаѓа. А Павле вели, облечете се во Божјото оружје да се одбраните во право и вистинско време. Битно е да нашиот ум да биде запазен и нашето срце и вашите мисли да бидат запазени. Каде таа грижа, односно таа сигурност би ја нашле како би се ние биле заштитени само во Исус Христос. Кога човек има сомнеж и има грижа, тој тогаш нема мир во себе. Кога човек е во грижа и нема чиста совеста, кога човекот во себе има сомнежи, тогаш тој во себе има немир. Овде Павле вели и мирот Божи битен е во нашиот живот. Мирот Божи. Битен е во нашиот живот да ги имаме Христовиот ум, Христовите мисли. Ако ги имаме Христовиот ум и Христовите мисли, тогаш ние ќе го имаме мирот во себе, нашето срце ќе биде запазен, нашиот ум ќе биде запазен. И тогаш секоја грижа, секој сомнеж ќе ни бидат решени, бидејќи го имаме Христа како наш заштитник. Што имаме понатаму?
Прво, предај му ги сите грижи на Господа. Петар тоа ни вели во неговата посланица, 5 глава, прво посланица, 5 глава, 7 стих се вели: сите ваши загрижености префрлете ги врз него, зашто тој се грижи за вас. Ако сега Библијата, само тоа го зедов еден од стиховите, бидејќи ги има и во Стариот Завет, ако нам ни е понудено да некој се грижи за нас, тогаш зошто би се ние и понатаму грижиле и би се малтретирале, би го загрозиле нашиот живот. Кога човек е во големи грижи, во големи проблеми, во големи сомнежи, тогаш може да си наштети да го поремети своето здравје, да си го поремети својот живот. Едно и телесно да се поремети, потоа може и духовно да си го поремети односот со Господа. Многу е лошо човек да го поремети својот однос со својот Господ. Со нашата грижа, со нашите сомнежи, ние му покажуваме на Господ дека има делови кои тој уште не ги направил и не ги дал за нашиот живот. Не, што се однесува од страната на Господ Исус Христос, тој се направи за нас и се ни дава. Од наша страна е проблемот, што ние и понатаму сакаме да ги надополнуваме работите кои мислиме дека не се надополнети. И тука е тој проблем. Тука е тој проблем. Сите ваши загрижености, имаме ли загрижености во нашиот живот? Или се ни тече мед и млеко? Се ни е убаво. Јас, додека се дружиме таму кај што бевме, чадот не направи да бидеме многу убави. И децата кога дојдоа кај мене, само да се насмееме, ги беа кај мене и нешто мириса од алиштата што бев таму. Кај татко, нешто ми мириса како на скара нешто. Не бе, татко, не, вика, нешто мириса. А бе, бев со едни таму тетки, со некои стриковци и нешто праеа. Ама многу имаше чак, очите ме лутаа. Така да, сите ваши загрижености, колку се тие поред, колку ги имаме во нашиот живот? Имаме многу. Од каде ќе почнеме и каде ќе завршиме, ја не знам. Заради нашиот ограничен капацитет, Господ знае. И ова не туку така случајно ни е во писмото, бидејќи Господ знае колку е нашиот капацитет, колку ние може да носиме, колку може да ги решаваме нашите проблеми, и затоа тој, знаејќи го тоа, вели сега: се мачите? Абе, знам дека имате проблеми. Ајде, дајте ги за мене. Знаете, ова ајде да го сведеме на ниво на како татко и мајка со своите деца. Таткото и мајката, што се вели, се постари, нормално децата се родија преку нив, и што се вели, родителите може поминале кроз сито и решето, кроз имајни и немајни. Тие знаат како ги пораснале тие деца. И сега кога стасале до некој ниво, нели, и ги гледа своите деца, веќе влегуваат во тој процес, во таа фаза од својот живот, како се мачаат. Се во грижа. Родителите само ги наблюдуваат и веќе знаат што е. И толку мило и толку сладко му викаат за своите деца или за својот син, својата ќерка: дете моје, ај дај јас да ти ги решам твоите проблеми. Што темачи бе синко, што темачи моја ќерка? Дај јас ќе ти помогнам. И знаете, понекогаш децата знаат да бидат арогантни. Знаат да се држат за своето его. Абе, можам сам, татко, мајка, бе, не се секи. Ама до каде? И понатаму ќе држа: абе, дај сине, ќерко, дај да ти помогнам. Абе, можам сам, не се секи. Ама родителите тоа го гледа дека ти не можеш, што ниш, паѓаш. А тоа родителот многу добро го гледа. Земете ја перспективата од Божја страна. Бог не гледа и го знае нашиот капацитет. И ти вели: дај го твојот проблем, те гледам дека се мачиш. Не биди толку тврдоглав. Не биди толку егоцентричен. Дај го твојот проблем. Јас ќе ти помогнам. Ќе го решам твојот проблем. Зошто го држиш? Зошто се мачиш? Ти ја зема силата. Проблемите, грижите ја земаат нашата сила. Го знаете ли тоа? Не праваат безсилни.
не праваат да не можеме да действуваме, да бидеме активни, ке не затворат во просторија, ке не заковаат во каучот во кревето, ке седиме, ке лежиме и само ке мислиме. И тоа ќе влие на нашето телесно здравие. А со тоа што не сакаме да му ги дадеме нашите грижи и проблеми, кога Бог не вика сладко, мило, нежно, ние му покажуваме недоверба. Тој ни вели дај, а ние немаме доверба да му дадеме, бидејќи се сомневаме дека тоа што ќе му го дадеме ќе го исполни тоа. Знаете, овде не е едносмерна улица. Овде имаме двосмерна улица. Бог ти вели дај, а истовремено ке ти вели ке ти дадам. И сега ние треба да дадеме и тој нам да ни даде. Дали го разбрахме ова? Разговорот со Господа е двосмерна улица. Дај, за да ти биде дадено. Секоја ваша загриженост префрлете ги врз него, зашто тој се грижи за вас. Не вели ке се грижи, него во сегашно време се грижи за вас. Ова е многу битна работа. Тој се грижи за вас. Колку е убаво кога некој, ја често пати тоа го говорам, кога ми мајка ми, татко ми биде тука, да живеат и да се видам со нив. И кога ќе ми легне платата на конто, и кога ќе видиме, кога ќе ми дојде чекот за станот, и кога јас ќе се спремам од конто да го потполнам тој лакше, додам да го платам, и ми види мајка ми, татко ми и рече, чекај сине, дај го ние ќе го платим. Колку тоа би ми било добро и убаво, нели? Кога ќе треба да отидам во Лидел, во Хофа или Била, не знам, Шпар, да пазарам, и кога ќе ми рече татко и мајка ми, чекај сини, јас ќе дојдам со тебе. И кога ќе дојдам на каса и пазарот ако би коштело 200-300 евра, и како јас го ваѓам контото и татко ми рече, чекај сине, јас ќе го платам тоа за тебе. Колку убаво ќе ни дојде на душичката, нели? Не е тоа дека ние ги злоупотребуваме родителите, тоа е дека нашите родители имат љубов према нас. А ние тоа се грижат, а ние треба да бидеме за тоа преблагодарни. Колку Господ за нас направи, знаете? Ти си тој што требаш и јас да бидеме осудени за во Голгота, да не мачат, да не тепат, да не заковат на крстот. И кога тоа беше спремно, знаете што се случи? Господ Исус кажа, чекај, јас ќе одам место тебе. Слава ти, мој Господи. Амен, алелуја. Ке ви направам една сликовета, нешто сликовито сега, барем повеќе тоа да го разберем. Нешто, дојди брат овде кај ме. Роберт, дојди брат овде кај ме. Извините, са ме мачам, вака на стари години, ама простете ми, јас помлад вака од вас. Замислете си сега, дојди дојде нешто таму. Овие двајца се затвор. Заради гревот. Не го понисам. Слушнете ме се, ова е многу важна работа. Сакам сликовито да ви представам. Овие двајца се големи криминалци. Осудени, слушнете ме добро. Слушнете ме добро, Кирил. После ќе се насмеја. Ама се надам дека нема да биде го смеја. Двајца се фатени во голем криминал и осудени. Не на години 20, 30, 50. Осудени на смртна казна. Осудени. И сега тие стојат во своите кели, затворени, и ја чекаат, го чекаат датумот, кога ќе биде пишана пресудата и бидат однесени на столот кој се вика смрт. Да бидат погубени. И сега се слуша гласот. Роберт, извините, користам името, оди ми лајв, ама сакам ова да го пренесам сликовито. Денеска, донесена е пресудата за тебе, ти треба да завршиш на столот, кој што ќе бидеш усмртен. Заради тоа што си направил големи престапи во
пред власта. И го земаат од келијата и го носаат, го седнуваат на столот и се очекува смртната казна. Дали тоа било преку, не знам, некси или било што, и се чека сега тој да заврши со животот. Седнува, му ги врзуваат раците, доаѓа човекот што треба да го погуби. И во последниот момент доаѓа некој кроз врата и му вели за властите: чекајте, и јас ќе одидам место него. Ослободете го него. Колку треба да платам за тој да биде слободен? Многу. Да препоставиме голема сума на пари. А тој е многу богат што го зема местото на робот. И му вели: добро, нека кошта толку милиони, јас плаќам за него, пуштете го. Роберт во тој момент, како многу голем злочинец, осуден на смрт, станува од столот. Излегува кроз врата и е слободен. Човекот кој што го плати седнува и место Роберт тој умира. Роберт, ти си слободен. Може да седнеш. Исус тоа го направи за тебе. По 10 денови доаѓа гласот до Нешат. Нешат на тој датум во толку часот треба да седне на столот кој се вика смрт. Истото доаѓа човек многу богат и прашува колку треба да платам за тој да биде слободен. Во последен момент и му се кажува цена милиони. Човекот вика: оке, и јас ќе го платам тоа. Ослободете го. Стани од столицата. Оди слободен си. И место тебе тој седнува и сега ти си слободен. Слава на Господ. Може да седнеш од столицата. Не можете да го решите проблемот со пари и го решите со поголеми пари. А најголемите пари и се што е негово, земјата е негова, Исус Христос. Во тој последен момент, кога ти и јас требаше да умреме, да не заковаат, да не тепаат и се да ни прават, Исус рече: чекај, и јас тоа ќе го направам место вас, вие сте слободни. Исус Христос вели: префрлете ги сите ваши грижи, се што ве мачи во вашиот живот, дајте ги за мене и јас ќе ви дадам за возврат слобода. Знаете тоа како испега, како што кажав, двосмерна улица. Абе, ти носиш на грбот, јас и секој од нас, една голема тежина на грбот. Врејки тежини, ни тежаат, не мачат, од 20 движиме. И сега некој доаѓа, ти вели: дај ги, кај мојот грб стави ги, а јас за возврат не ти давам тежина, ти давам мир. Зошто тоа да не го направиме? Зошто тоа да не го направиме? Второ, нека Божиот мир биде излејана фонтана или извор од твоето срце и живот. Божиот мир нека биде излејана фонтана. Го сакаме ли го? Дефинитивно го сакаме. И мирот Божи, Филипјаните 4:7, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца. Ова е многу важен дел од стихот. Ќе ги запази вашите срца. Соломон рекол вака: изворот на животот од каде излегува, од каде доаѓа? Од срцето. Пазете го вашето срце, бидејќи тука е животот. А овде вели Павле, воден од Духот Свети, и тој ќе го запази вашето срце. Затоа што грижата и сомнежите го окупираат срцето на човекот. Окупиран човек по него, знаете што? Дури нема време за Господ. Денеска тоа ќе го слушнете малте кај сите луѓе. Дури меѓу вашите, и тоа ве мачи во вашиот живот. Ќе го каните во недела да дојде на црква, ќе ви каже: немам време, имам многу проблеми, имам работа, не можам да дојдам. Ќе му закажеш дома да ги посетиш, да зборувате, ќе ти најдува финти мани, повторно ќе се повикува: имам проблеми, немам време, треба да решам проблеми. И нонстоп човекот се повикува на тоа: немам време, имам проблеми, немам мир,
здравието ми е пореметено, не можам и само ќе се кружи во тоа, ќе се кружи. Тоа е, знаете, немирите во животите на луѓето. Грижите, сомнежите се најголемите окупатори. Го заробуваат нашиот живот. Ние не сме заробеници, ние сме слободни. Еден од тактиките на ѓаволот кој што ги користи преку неговата армија или неговите паднати духови или ангели, се точно тие делуваат меѓу луѓето да ги заробуваат преку сомнежи, преку проблеми, преку грижи и така натаму. Се само да го тргнат од повикот Божи. Се само со цел да го тргнат од повикот Божи. Не туку така случајно Павле рекол во неговите посланици: имајте ги Христовите мисли. Павле не се повикува во прво лице за себе да кажува: имајте ги мислите како што јас ги имам. И Павле знае да каже: правам работи што не сакам да ги правам. Што значи Павле го нема тој капацитет како Христос што го има во себе, па да не повикува да бидеме, нели, како него. Него бидете со Христов ум. И тогаш ќе ви се запазат и вашите срца, ќе ви бидат и вашите мисли спокоени или во мир, само тоа ако биде во името на Исуса Христа. Амен. Само ако бидеме во Исуса Христа. Ова е многу битен и важен дел. Што ќе имаме сега? Трето, отврдете ги сите ваши сомнежи и грижи. Филипјаните 4:6 се вели: за ништо не грижете се, туку во се преку молитва и молба со благодарност изнесувајте ги пред Бог своите барања. Амен. Ништо, ама буквално за ништо не грижете се. Како од това можеме да се ослободиме? Како да не се грижам? Како? Имате ли ви одговор за ова? Имаш одговор? Да, Ајде да слушам. Буквално и буквално. Се седам, сядам, си пијам јазното само ми, што значи не се секирам, не се грижам и си функционирам. Добро. Го прочитав 121 псалм, и таму вика ги кренав очите кон горите, од каде помош ќе ми пристигне. И мојата помош доаѓа Само од Господ. од Господ. Алелуја. Јас се вклучувам со брате. Алелуја. Тоа е чекорење во вера, а? Што мислите како му било на Авраам? Кога излегол од татковиот дом? Како му било на Давид кога се вратил со еден куп луѓе околу себе? Сам заминал кај вујкото Лаван. А по неколку години се враќа со Јаков. Се враќа со жени, се враќа со деца, се враќа со големо имање. Каде ќе ги носи овој човек сите овие луѓе, целото ова богатство? Нели се грижил за себе, нели и за се останато? Господ го вода. Каде тебе и мене ќе ме води Господ? Јас само знам, Библијата ми говори дека мојот Господ во кого јас верувам ќе ме носи на убави пасишта, при тихи води, и мојата душа ќе одмора во него. И тој ќе одмори мојата душа. Давид рекол во првиот псалм. Исус вели во Евангелието од Јован 10 глава: јас сум добриот пастир. Добриот пастир се грижи за своите овци. Тој ги носи на добри пасишта. Добрите пасишта се целиот извор што тебе ти фали во твојот живот е кај него. Се што ти фали, се ќе ти даде. И што се вели во Библијата? Во Псалам 1. И ништо, односно Псалам 23, Давид вели: Господ е мојот пастир. И ништо нема да ми недостасува. Се ќе ми биде дадено во своје време и во право време. Се што треба ќе ми биде дадено. Што треба да направиме? Бидете верни. Имајте мир во Господа.
И секи си дојде на своје место. За ништо не грижете се, туку во се, преку молитва и молба со благодарност, изнесувајте ги пред Бог своите барања. Како со благодарност да дојдам пред Господа, кога многу работи ми недостасуваат во животот? Кој би благодарен кога за нешто, односно, кога нешто се мачи во телото со некоја болест? Еве болен сум. Ми открија, например, предпоставка, сум отишол на лекар, сум правил некоја контрола и ми открија некоја болест која што можеби ќе ме влечи години, па дури до смрт. И сега ја дотидам на молитвата и да кажам, ти благодарам Боже за ова болест. Има такви луѓе? Има такво што ќе благодари за болеста? Има такви луѓе кога ќе седнат на маса да немаат што да јадат или кога ќе отидат децата фрижидер да отворат празен фрижидер и да каже ти благодарам Господе за ова, алелуја. Ај колку луѓето тоа ќе гунџаат, ќе плачат, ќе викаат Господе дај ми, Господе ова, се ќе направиме, па луѓе знаете ги познавам и имам видено во мојот живот, ќе се закачаат борџеви, ќе направат се во животот само да дојдат до она што ни му фали во животот. Се ќе направи. Но, овде вели, сите ваши загрижености однесете ги пред Господ во молитва со благодарно срце. Бидете благодарни. Изнесувајте ги пред Бог со благодарност вашите барања. Бидете благодарни прво за Царството Божие и Неговата правда. Бидете благодарни тоа што имате. Ставајте се во позиција. Она сега што го имате, некој го нема. А вие тоа што го имате, кукате, плачите и велите, немаме, малку ние. Ама некој за вашето вие што го имате, плачи. Имаме земји во светот, каде што еднаш на денот јадат, а вие јадите два пати или три. Бидете благодарни тоа што го имате. Јаков 4:7 се вели, па затоа покорете му се на Бога, а противете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Вирусот кој ѓаволот го се меѓу луѓето, а најповеќе тој сака да ги вируса верните. Да му вметне сомнеш, да се сомнева во Божите ветувања. Да се сомнева дека Бог е изворот на сите извор на решенија за сите наши проблеми. Ѓаволот тука сака да помеша прсти. Немаме сега, болни сме. Имаме грижа. Кај сега вашиот Господ? И тоа е бран на ѓаволот. Кога такви мисли ќе ви дојдат, кажете му дека во молитвата со благодарно срце, ти благодарам Господе што те имам и знам дека ти ќе ми го решиш овој проблем. А ти, ѓаволу, бега од мене. Противи му се на сите тие бранови, на сите тие напади, со цврста вера, и тој ќе побегне од тебе. Немој да се сомневаме во Божите ветувања за нашиот живот. Библијата вели апостол Павле, не видов Божјо дете да страда. Не видов Божјо дете да гладува. Во Стариот Завет Илија бил хранет со небеските птици. Исус рекол во Новиот Завет, не живее само човек од леп и вода, туку од секој збор што излегува од устата на Господа. Затоа, многу е битно да ние му ги предадеме сите наши грижи, сите наши проблеми, а се што е надвор од тоа е една друга димензија која што се вика борба за нашето срце и нашите мисли. И тука ѓаволот сака да ја издвојува или да победи. Ако тука му дозволиме ѓаволот да не победи, тогаш нашиот живот нема да оди нагоре, ќе оди надолу. И ќе бидеме пореметени психолошки, физички и ќе немаме мир во нашите души. А тоа ѓаволот го сака и кога ќе го види ќе се горде за тоа. Ѓаволот сака ние да патиме, знаете тоа?
Ѓаволот сака ние да се мачиме, да не гледа натажени, ожалостени, во солзи, се најлош. Тоа за него е храна. Создадени не сме за тоа. Не сме за тоа создадени. Создадени сме за славата Божија. Запазете го ова. Нешто требаше. Да, сакам да се доврзам за тоа, што речи дека ѓавол сака да не стави во тоа, во мислење, во тешкоти. Да. Гледав баш една репортажа која што се кажа со нашите грижи што ги имаме секој ден што се грижиме за нешто и да болести. Значи затоа Бог вели самиот дајте ги сите грижи на мене. Бидејќи да не се грижиме за тоа, од нашето тело почнува ѓавол, телото наше да го напаѓа, прво, второ е напаѓањето во нашите мисли. Да, ова е битно да се запази. Да. Да му се спротиставиме со цврста вера и ѓавол ќе побегне од нас. Четврто, колку е само часот да снемам како час? 4,5. Имате трпение уште 10 минути ќе завршиме. Четврта точка. Чувај ги своите мисли, размислувај за она што е честно и праведно. Филипјаните 4:8 се вели: понатаму, браќа мои, она што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е достојно за слава, на она што е добродетел, што е за пофалба, само на тоа мислите. И според духот кој што ги дава плодовите, за кој што не постои закон, ни небески, ни земни, да човек биде гонен. Овие се квалитети кои што овде ни се набројани, а веќе ни го зборува Павле преку Духот Свети. Имаме неколку карактеристики и се многу важни. Вели, браќа мои, она што е вистинско, потоа честно, праведно, потоа имаме чисто, љубезно, достојно, за слава, добродетел, за пофалба, само на тоа мислите. Ако ова го имаме, ако ова го правиме, ако го имаме во нашиот живот како квалитет, тогаш не постои ништо што ќе не осуди. Не постои ништо што ќе не потисне, што ќе не уништи. Ако ова ни фали во нашиот живот, тогаш ние сме навистина во опасност. Во голема опасност. Браќа мои, на она што е вистинско, честно и така натаму да не се повторува, на тоа да размислуваме. Овде сака Павле да ни помогне. Каде да ги насочиме нашите мисли? Имаме А, Б. Средина не постои. Алфабетот, збуката, помеѓу А и Б постои друга буква? Оти не постои. Затоа што нема логика, не може да постои. Луѓето сака таа измеѓу таа буква која што не постои, за нези се фаќаат. И паѓаат. Ако бидиме за А, тогаш ќе го земеме ова во нашиот живот. И ова ќе не ослободи, кога ние ќе мислиме за честно и праведно. Тоа ќе не ослободи. Ако обидеме во Б групата, или во категоријата на Б, тогаш ние ќе влеземе во групата која што се мачи во својот живот. Во проблеми, во сомнежи, во грижи и така натаму, и така натаму. Пето, фокусирај го својот ум и очи на Господа и размислувај само за Него. Павле рекол, Филипјаните 4:11, кога сум слаб, тогаш сум јак. И се можам преку Христа кој што ми дава сила. Се можам преку Христа кој што ми дава сила. Ајде, зошто не го земаме како најдобар квалитет во нашиот живот? За ова ни потребно вера. Го имаме ли Христа во нашиот живот? Тогаш, без разлика на ситуацијата која што не погодила, било каква и да била таа, ние ќе можеме.
да се спротиставиме, ќе имаме решение тогаш кога ќе бидеме со Христа и во Христа. И ќе можеме заедно со Христа да го решиме проблемот. Нашиот пријател кој е сопатник е Христос. И тој се движи со нас и треба да биде 24/7 со нас. И кога ќе се соочиме, ќе се судриме со проблемот, со грижата и со било кој друг проблем, тогаш имаме ние пријател, сопатник, кој што ќе ни помогне во нашиот проблем. Фокусирај го својот ум и очи на Господа и размислувај за Него. Остави се што можеш да видиш со твоите очи наоколу. Се што гледаме со нашите очи наоколу, може да го земе нашето внимание. Се што нашиот фокус, се што нашите очи гледаат, може да се внесе во нашиот ум. Нашиот вид е еден од најважните фактори за нашиот живот. Видот е многу важен фактор. Слухот е исто така голем фактор. Ако нешто можеме да забележиме во Стариот Завет, а и во Новиот Завет Исус така зборува. Кој има уво нека чуе. А повикот во Стариот Завет, кога Бог го повикува Израел, вели: Шма Израел, чуј Израеле, слушни Израеле. Денеска повикот и за црквата: слушни црква што се говори. Отвори го твоето уво. Чуј што се говори. Немој нешто што слушаш околу што се зборува или надвор од тебе. Немој се да земаш во тебе, бидејќи тоа ќе ти го однесе вниманието на друго место, ќе ти го земе фокусот, ќе те оддалечи од Господ. Озборувањето кој што ти го слушаш со твоето уво може да го земе твојот фокус. Тој така рече, ова вака рече, тоа слушнав, оне за тебе така рече, бла 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 бла, и тебе веќе фокусот ти го зема. Ти не си веќе во Господа фокусиран. Ти си фокусиран на нешто што некој друг рекол, а тоа ѓаволот го користи и те зема, тебе те внесува во тоа. Ти си во случајот е на еден пион, на фигура, која што ѓаволот сака да те земе и таму тоа што се зборувало, и таму сака да те пуште, и ти да се вплеткаш во тие работи. Немој да се вплеткувате во работи кои што ги слушате, а не се според Библијата. Бидејќи тоа ќе ве однесе далеко од Господ. Ами она така рече за тебе, вака рече, бегнете го тоа, не ви е потребно. Останете фокусирани во Господ. Фокусирај го својот ум и очи на Господа и размислувај само за Него. Се додека сме фокусирани во Господа и чекориме во овој свет, ние чекориме над водите. Петар чекореше над водата со Исус. Фокусот беше кон Исус. Петровиот фокус беше во Исус и чекореше над водите. Во духовната сфера, овие народи се опишани како вода. И ние можеме да чекориме над водите, да не бидеме во нивниот систем, во оговарањето, во секаквите други работи што ги зборуваат овие луѓе. И ние можеме да бидеме над. Се додека нашиот фокус е во Христа. Ако дозволиме овие води, луѓето, народите, да го одвлечат нашето внимание, ние ќе почнеме да тонеме. Ќе тонеме и ќе почнеме да се давиме. Овој народ ќе сака да не тргне долу. Бидете внимателни со вашите животи. Немој да му дозволувате на овој свет, немој да дозволувате на луѓе кои што само трачараат, кои што само зборуваат едни за други и на крајот ќе сакаат да го земат вашиот живот и да ве внесат во проблем кој што вие не сте подготвени за истиот. Лошо е некого да го земете и да го внесете во проблем, кој што буквално тој никогаш не размислува за тој проблем. Трудете се, вашиот фокус да биде само во Исус.
И тогаш ќе бидете ослободени од себе. Нема да ме интересира кој како што рекол, него мене ме интересира што Библијата вели. И кога некој јас слушам многу муавети, во минато, наназад со години, јас сум во црква порасна 29 години, и луѓе кои што и тука во Виена и дома во Македонија, луѓе кои што зборувале едни за други, некој за мене, јас тоа го знам и се слушам. Ако јас се држев за тоа, мене овој свет ќе ме лапнеше, ќе потонев. Но секојаш мојот фокус беше во Исуса Христа. Јас гледам во Исус Христос. А останатите се што зборуваат, Господ нека му помогне. Нека нивниот поглед го свртат во Исус. Тогаш ние ќе можеме, како заедница или како персони сами, да обстоиме, да се задржиме над водите. Ное, со неговото семејство, беа над водите со бродот. Не потонеа. Зошто? Затоа што не беа дел од другите кои што беа надвор. Што направија тие што беа надвор? Не беа над водите, туку водите што направија? Ги потонеа и умреа. Немој да дозволите овој свет да ве умре. Овој свет сака да ве умре. Го знаете ли тоа? Немој да го дозволувате тоа. Немој да дозволувате демонски сили, демонски влијанија да го земаат вашиот фокус. Да почнете да гледате едни на други лошо, да трачадате, да зборувате за грб. Тоа не е добро. Тоа не е според Библијата. Фокусот да ви биде Исус. Амен. Друго ништо. Се друго нека биде ѓубре. Ама овој вака рекол, вака ме погледал така. Тоа мене не ме интересира. Мене ме интересира Исус. Мене ме интересира Исус. Исаја 26:4 се вели: надевај се во Господа довека, зашто Господ е вечна стена. Алелуја. Нашиот Господ е вечна стена. Христос е аголниот камен. Нашиот живот треба да биде граден во Исус. Надевај се на Него. Никогаш нема да бидеш посрамен. Никогаш нема да те разочара Господ, твојот Бог. Никогаш нема да пропаднеш. Секогаш ќе бидеш над проблемите. Не сме создадени и Господ не плати скапо за мене. Исус не дозволи ти да умреш на крстот. Ако тоа го направи за тебе, зошто сега дозволуваме демонските влијанија да го подгазуваат делото што Исус го направи преку нашиот живот? Ние можеме да бидеме соработници на ѓаволот кога тој ќе сака преку животите на луѓето да го порекнува делото на Христа. А ние можеме да бидеме соучесници кога ќе се сомневаме, кога ќе имаме грижа, кога ќе почнеме да го тргаме фокусот од нашиот Господ. Тогаш ние го срамотиме нашиот Исус, а ѓаволот се горде со тоа. Ѓаволот сака тоа да го направи. Надевај се во Господа, без разлика на ситуацијата, без разлика кроз што се поминуваш. Надевај се на Господа, бидејќи овој свет со сите негови лажни ветувања, со сите лажни вербунзи кои што ги пушта, се е лагал овој свет. Се е буквално со еден збор маркетинг, односно вербунг. Ништо повеќе. И многу луѓе се заробени, фатени во мрежата на тој вербунг. Надевај се на Господа. И ветувањата Божи не се вербунг, туку се реални, вистините. Нема да те разочара. Ниту ќе те напушти, ниту нешто друго ќе дозволи Господ да се случи во твојот живот. Да ги прочитам уште овие стихови тука ќе застанам. Колосјаните 3:1-3 се вели вака: и така, ако сте воскреснале заедно со Христос, барајте го на што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. А ако сте воскреснале заедно со Христа, барајте го што е нагоре. Зошто нашиот фокус да биде тргнат да бараме она што е долу, што е распадливо, што денеска го има, утре го нема?
Павле вели, барајте го она што и горе Филипјаните 3:20, од каде што го чекаме нашиот Господ Исус да дојде. Барајте го тоа. Барајте ги небесните квалитети. Барајте го тоа. Од каде што Исус седи одесно на Бога. Седењето на одесно на Бога значи дека завршено е делото на твоето откупување, на твоето спасение. Се е завршено, се е комплетирано и Исус седи во слава, бидејќи тоа е извршено, бидејќи тоа е завршено. Што сега ние треба уште повеќе да правиме тоа? Да измислуваме топла вода? Да правиме нешто што не треба да правиме? Не, Исус се направи. Биди верен во тоа. Остани верен. Фокусирај се во Господа. Барај го на што е горе. Втори стих. Мислете за небесното, а не за земното. Зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христа во Бога. Барајте го на што е горе. Умревте ли вие за себе? Што значи тоа? Дали умревте за гревот? Дали умревте за гревот? Ако тоа го направивте, тогаш вие каде сте? Вие сте сокриени во Христа во Бога. Едно семенце кој што ќе го посееме на нивата. Дали тоа било жито или некој друго растение. Тоа семе кога ќе падне во земјата, најпрво што прави? Умира. Откако семето ќе умре во земјата, тогаш тоа натре пука и го дава својот нов живот. И тоа дава многу плодови. Ако ние умреме за гревот, тогаш во нас ќе порасне и ќе се роди нешто ново. Ќе се роди нешто ново. Слава ти, Исусе. Матеј 6:33 се вели: но барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда и се ова ќе ви се придодаде. Барајте го прво царството Божјо, а се други работи што ни фалат во оваа земја, како верни, се ќе ни се придодаде. Ништо нема да ни фали. Ништо апсолутно. Се според нашата грижа, според нашата потреба, Господ ги искористи. Луѓе, Илија, Господ ги искористи гавраните, му носеа храна да јадат. Абе, вие, брајки и сестри, ние сите заедно. Абе, бидете благодарни, сме здрави во телото, може да работиме. Бидете благодарни, луѓе. Абе, имаме работа. На конто месечно ни доаѓа плата. Можеме да отидеме во продавница, да си купиме да јадиме. Бидете, луѓе, благодарни. Тоа што го имате, изнесете го со благодарно срце. Немој да гунџате, немој да плачите. Немој да му велите на Господ малку ни. Ако знае Исус да ги вели, ако Бог знае да ги храни птиците, кои ниту сејат на нива, ниту жнеат и збират во амбари, птицата денеска, за нејзи никој не се грижи. Кој од луѓето се движи? Слушајте ги. Кој од луѓето се грижи за небеските птици? Не, тие ден за ден живеат, а сепак Господ ги држи во живот. Амен. Ако вие, вика, злобни, знаете за вашите деца да давате добри дарови. Ако вашето дете ви побара риба, ќе му дадете ли змија да јаде? Ако ви побара камен, ако ви побара леб, ќе му дадете ли камен? Не. Е колку вашиот Господ небесен, вашиот Татко небесен, ќе ви даде за вас, ако останете верни. Амен, алелуја. Верни сте ли вие? Ви фали ли нешто? Бидете благодарни што живееме во таква држава, во таков систем, кој што државата ти дава, ти нуди. Бидете благодарни, да бидеме благодарни. И ова треба да се цени. Не дека ние нешто правиме со тоа. Ние ништо не правиме, се Господ прави за наше добро. Нека ме слава на нашиот Господ. Алелуја. Има уште многу темата, само да видам следниот слайд, што ќе ни покаже, ама нема да проповедаме, веќе 6-та точка. Вели употребувај ги надприродните оружја во сето надприродно војување. И тука можевме да ги видиме оние војувања кои што Павле ни ги зборува во 6-та глава. Панцирот, шлемот, чизмите,
што имаме друго, мечот, и се тоа ни се објаснува, ама во друга прилика за тоа. Тука ќе застанам, веќе одиме на лайв, пораката е таму, ќе можете да видите уште еднаш дома, слушајте ја и ќе можеме повеќе да сватиме цело што го слушавме денеска. Амин. Ајде да станеме да се молиме. Само да се вратам на првиот дел и дека стои пораката. Океј. О, небески мој татко, во Стариот Завет, Господе, правеше големи чуда како Твојот народ го заштитуваше, Боже. О, Твојата грижа, Господе, кога го гледам тоа во Стариот Завет, како Твојот народ Израел го водеше низ пустињата и како се, Господе, си го хранел, како се, Господе, вода си му давал, како леб од небото си му спуштил. Евреите ниту сеја во пустињата, ниту нешто саделе, па да го збират да јадат. А сепак, Господи, Ти од небото се грижеше. Тоа беа години, 40 години. Не е мал период. А сепак Ти ниту една ден ги остави да бидат гладни или жедни. О, фала Ти, Господи, за тоа што ни го покажуваш во Твоето писмо. Исусе ниту влакно од главата му фалеше, ниту облеката му изгори, ниту па му смрдела на чад, кога Твоите слуги не келе да се поклонат на кипот, а биле фрлени во таа жарена печка. Се драх мислех од денаво. Влакно на главата не му фалела. А Ти, Господе, си ги заштитил. Исусе Христе беше меѓу нив. Слава Ти, Господе. Данијел си го заштитил во лавовската јама. О, татко мој, алелуја. Ти, Исусе, кажа во Новиот Завет, јас сум лебот кој се симна од небото. Кој јаде од мене никогаш нема да огладне. Ти кажа, Исусе, јас сум животодавната вода, кој пие од мене никогаш нема да ожени. О, Исусе, ние сакаме да јадеме од Тебе, сакаме да пиеме од Тебе, сакаме да се храниме. Ти си нашата храна и нашето питие. О, татко мој, Ти благодарам за секоја Твоја грижа, покажана секојдневно, за секој дел од нашиот живот. Таа се гледа на секаде. Исусе, Те молам, отвори ги нашите духовни очи тоа да го видиме. Доста гунџавме, доста плачевме, доста кукавме. Него, Исусе, да бидиме луѓе кои ќе имаат благодарно срце. И во секој ден, во секој миг на денот ќе Ти кажат, Ти благодарам, Боже. Ти благодарам, татко мој. Алелуја. Алелуја. За времето на Елисеј, овој Божи слуга бил заплашен. Кога народите од страна дошле да го нападнат. А неговиот слуга со телесни очи ништо не можел да виде, освен војска на другите луѓе. А Елисеј го помолил Господ и му рекол: Боже мој, отвори ги очите на мојот слуга, да ја види Твојата небесна војска. И кога тоа го направи Бог, неговиот слуга вишол на горите, легиони војници, небесна војска, која што стои на нивната страна. О, Исусе, ние ја имаме таа небесна војска, те имаме Тебе на нашата страна. Те слава, Боже мој. Алелуја. Никогаш нема да дозволиш нашата душа да пропадне. Амен. Никогаш нема да дозволиш Твоето дете да остане гладно или жедно или болно, односно или да нема облека на себе. Секојаш ќе се грижиш, Господи. Амен. Алелуја. Амен. Отвори ги нашите очи тоа да го видиме. Духовните очи. Да можеме тоа, Господи, да го гледаме. И кога тоа ќе се случи, животот ќе го гледаме на друг начин. А пред се, Господи, Ти благодариме за Твоето царство и Неговата правда. Алелуја, Господи. Фала Ти за ова порака.
овој ден. Фала за Твоето писмо, фала за секој убо што го чу ово денеска, Господе. И Те молам нека падне во добра почва од нашиот живот и даде плод. Те молиме, Татко мој. Биди остани со нас, нека Ти вечна славата од сега и во сите векови. Амен. Амен. Ајде го славиме нашиот Господ. Кире, ке пееме? Си спреман или не си спреман? За љубов, за сила. Ајде. И во таа песна, како Господ ви става на срце, може да ставите... Ајде да го ставиме Господ, само да најдам песнава. Само 4 струни днеска. Треба 8. Сега ќе практики импровизираме со Божја помош. Tebe, Bože, okreja. Za ljubov, za sila, za Tebe, Bože, okreja. To srce ja te proslavujem, so sveta sila ja te proslavujem, so si od razumja te proslavujem, da ti si moj ljubov. Ti si moj ljubov, za sila, za Tebe, Bože, kopneja. Za ljubov, za sila, za
свето срце јас те прославувам, со сета сила јас те прославувам, со сиот разум јас те прославувам, да ти си мој Бог. Ти си мој Бог, со сето срце јас те прославувам, со сета сила јас те прославувам, со сиот разум јас те прославувам, да ти си мој Бог. Ти си мој Бог, ти си мој Бог. Ти си мој Бог. Може да седнеме? За кратко сега ќе ни запеат и дечињата на песна. Ајде. И дели го слават нашиот Господ на нивни начин. Ајде. Vamos, cedo. Слава на Господ. Ке каже некој што ќе правите се? Ајде слушнеме. Божи благослов, денеска ќе пееме една песна и Бенјамин ќе каже на цитат. Ајде да слушнеме. Божи благослов цркво, денеска ќе ви кажам еден цитат од Исус, ама на дојче. Не може така. Не можеме. Може? Ајде да слушнеме. Ама некој нека преведе заради лај. Може, може. Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Markus 10, Vers 27. Ни читаше од Евангелие според Марко 10, 20, односно 10, да, 27. Алелуја. Марко 10, 27. Марко 10, 27 стих. И ти се приклучиш на пеенето ли? Ти нема да пееш. Значи ти си зома ме словля. Добро, окей. Ајде да слушаме сега кои ќе пеат. So
Браво! Браво! Ајде сега што треба да направиш? Ајде, Господе, да благослови. Данкешен. Добро, ајде. Да кажете нешто. Одлично. Увек кога ваквите чинат да слава. Амен. Да одјави, да каже нешто, да каже за крај нешто. Чек. Ај одјави само кажи потребно. Само да најавам тоа што следи. Океј. Фала на Господ. Фала на Господ, ќе можеме да се одјавиме сега од лајфот и ќе го има на YouTube каналот, така? Да. Не има цела досна вест, ќе можеме дома исто така повторно да го гледаме. Малку покасно до вечер ќе биде ставено. Добро, окей, ќе биде ставено до вечер, окей. Недела, кога даде Господ да бидеме живи здрави, повторно ќе се појавиме ново место и ќе можеме да имаме една друга тема која Господ ќе не даде и ќе можеме да слушаме. Имајте благослов сите што не пратевте и до следно видување. Господ со вас.